сте на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. ВМРО-ДПМН вечерва на извршен комитет на партијата во Штип утврди кандидати за градоначалници на престојните локални избори. Кои се новите кандидати во живо прашувам Тамара Дичевска. Да, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН вечерва заседаваше во Штип, како што напомена и ти, беа објавени 8 нови имиња на кандидати за градоначалници кои што ќе се борат за или нов мандат, но или за прв мандат на предстојните локални избори. Станува збор за 8 општини, оние што ќе се борат за втор мандат, односно и во наредните 4 години да раководат со општините. Според пратеникот Антонио Милошовски, докажале дека имаат углед и се способни да раководат со општината, затоа ги кандидираат и за втор мандат, додека пак оние кои што за прв пат се кандидираат, докажале со својата работа во општините дека се способни да ја преземат градоначалничката функција. Станува збор за 8 општини, како што се Македонски Брод, општината Могила, Пробиштип, Богданци, Демиркапија, Росоман, Новаци и општина Дебарца. Во продолжение ги слушаме имињата на кандидатите за градоначалници на овие општини. За Македонски Брод кандидат да биде актуелниот градоначалник Жарко Ристевски. За општина Могила да биде актуелниот градоначалник Драганчо Саботковски. За Пробиштип имаме кандидат кој што ќе се трка за градоначалник Тони Тоневски. За Богданци ВМРО-ДПМН го предлага Маријан Пеев. За Демиркапија ја предлагаме Наталија Димитриева. За општина Росоман предлог за кандидат за градоначалник е Ѓорѓи Крстевски. За Новаци Стефче Стевановски и за Дебарца Златко Силјановски. Тамара, има ли овој пат одлука за кандидат за градоначалник на Скопје? Не, ниту овој пат се уште не е одлучено името за кандидат за градоначалник, иако предходниот пат кога заседаваше извршниот комитет на ВМРО-ДПМН беа обелоденети 25 имиња на кандидати за градоначалници, овој пат има 8, со што според Милошовски тие се единствената партија која има знаното 33 имиња кои што ќе се кандидираат за предстојните локални избори, додека пак името за кој ќе биде кандидат за град Скопје би требало да биде познато некаде на средината на јули, бидејќи се уште се прават и анкети и разговори за да биде одбран најдобриот избор. Во продолжение го слушаме Милошовски околу градоначалникот на град Скопје. Мислам дека до средината на јули би имале и на таа тема одредено решение. Сметам дека се водат одредени сондажи на терен кои што би сакале да ги имаме во предвид како размислување на граѓаните за одредени можни кандидати, но наскоро мислам дека и тоа прашање ќе го обзнаниме и ќе го обелодениме и кандидатот или кандидатката за градоначалник на Скопје. Тамара, што е со кандидатите за другите останатите општини? Дали за нив се калкулира поинаква политика на партијата? Имињата на останатите кандидати, според Милошовски, би требало некаде да се знаат пред илинденските празници, како што напомена и тој. Се уште се прават анкети и разговори, но пред почетокот на август или до почетокот на август би требало веќе и да биде заокружен и бројот и имињата на тоа кој ќе кандидира ВМРО-ДПМН за предстојните избори. Се уште, како што каже Милошевски, се во разговори со знам за тоа дали и каде би настапиле, ако би настапиле со заеднички кандидати. Тие разговори се уште се во тек. Она што беше одлучено на денешниот извршен комитет на партијата е дека генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Ѓорѓе Сајковски ќе биде одговорен за кампањата на локалните избори. Тино, тоа би било се од вечерашниот извршен комитет на ВМРО-ДПМН тука од Штип. Да, Тамара Дичевска со последните информации за настапот на владеачката партија на локалните избори. Обвинителството го обелодени обвинителниот акт за трагедијата во Кочаниот. 47 лица офатени со истрагата, за 13 постапката е сопрена.
34 лица ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во дискотеката Пулс. Јавното обвинителство сите ги гони за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението, секој од нив со своето постапување или непостапување низ годините придонеле за пожарот во кој животот го загубија 62 лица. Се започнало од сопственикот кој во 2012 почнал со градежни работи за реконструкција на објектот. Без никакви дозволи издадени од општината, се вградувале несоодветни запалливи материјали, немало елаборат за заштита од пожари, не биле исполнети ниту минималните технички услови, но објектот работел како ноќен клуб. Практично во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста и стабилноста на конструктивните елементи, бројот и големината на излезите за евакуација. Во незаконитата работа на Пулс помогнала и сопственичка на правно лице од Кочани која изготвила елаборат за пренамена на објектот. Тоа пак не го проверил ниту еден од тројцата градежни инспектори на општината, а дека на локацијата не била предвидена дискотека според деталниот урбанистички план, иако биле должни, не интервенирале ниту тројцата градоначалници на Кочани. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. Со обвинението опфатени се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и раководителот на инспекцијската служба, бидејќи никогаш не спровеле инспекцијски надзор, не само за дискотеката во Кочани, туку за ниту една во државата. До нив на обвинителна клупа ќе седнат и 2 од 4 осомничени министри за економија, но нивните имиња обвинителството не ги открива. Еден државен секретар од економија пак ќе одговара за примање подкупи и фалсификување. Во 2 наврати од сопственикот на дискотеката зел околу 4000 евра за да издаде 2 фалсификат лиценци. Дел од парите биле уплатени на неговата лична сметка. Според обвинителството, со свесното пропуштање на своите обврски и надлежности, дејствијата се надоврзувале, па станало невозможно да се спречи трагедијата. Кобната ноќ во објектот била внесена и пиротехника, фонтаните биле активирани по безжичен пат, а лесно запалливиот таван од сунѓер придонел за експресно ширење на огнот. Заради лошо проектираните врати, било речиси невозможно навремено да се излезе од објектот. И свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Во истрагата опфатени беа вкупно 47 лица, но за 13 е сопрена постапката. Еден починал во трагедијата, еден е се уште на лекување, а за 11 претходно осумничени, меѓу кои директорите на пазарниот инспекторат, не биле обезбедени докази. Со обвинението не е опфатен сопственикот на Агенцијата за обезбедување, кој неодамна беше приведен, бидејќи за него истрагата се уште трае. Од синоќа пак обвинителството, кое е задолжено да гони полициски службеници, истрагата е прошири за уште 13 па бројот на осомничени се искачи на вкупно 27. Истрагата и за нив се уште трае. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази. Од обвинителството не ја исклучуваат можноста за проширување на истрагата и со други лица. Сметаат дека бројот од 34 обвинети не е проблем за водење на судската постапка, бидејќи и во минатото имало случаи со сличен број лица кои седат на обвинителна клупа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министрите за надворешни работи на Македонија и Унгарија подпишаа договор за стратешка соработка меѓу двете влади. На денешната средба во Скопје се разговарало и за македонските европски аспирации. Големи унгарски предпријатија ќе учествуваат во проектите на големите проекти во областта на сообраќајот, телекомуникациите
и градежништво во Македонија, и тоа за нас дава огромни можности, пружа огромни можности, и технолошката подготвеност на овие предпријатија можат во голема мерка да придонесат за изградба на пруги, на телекомуникации, на полето на дигитализација во Северна Македонија и воопшто модернизацијата на Северна Македонија. Во делот на надворешната трговија воспоставивме продуктивна соработка со Унгарското министерство, од кој очекуваме конкретни резултати. Унгарија е меѓу првите 10 најголеми трговски партнери на нашата земја и еден од водечките странски инвеститори, што представува повеќе од цврста основа за натамошно економско поврзување. Како партнери и сојузници во НАТО продолжуваме да градиме отворена, искрена и стратешки ориентирана соработка. Убеден сум дека оваа позитивна динамика ќе биде дополнително афирмирана на престојниот 76-ти самит на Алијансата, од кој очекуваме јасна насока и одговори за справување со новите безбедносни предизвици, но и со нарушената европска безбедносна архитектура. Унгарија останува еден од најгласните и најпосветените поддржувачи на европската перспектива на целиот регион на Западниот Балкан. Тоа го докажа за време на нејзиното председавање со Советот на Европската Унија и тоа го потврдува и денес. Искрено сме благодарни за таа принципиелна и доследна поддршка, особено во контекст на нашите очекувања за напредок во процесот на пристапување кон Европската Унија. Западноевропските држави, кога зборуваат за проширувањето, ве измамуваат, бидејќи веќе некои од овие држави од Западниот Балкан чекаат на прием повеќе од 15 години. Ние во Унгарија сметаме како неприфатливо да додека Брисел Украина сака екстра брзо да ја прими во Европска Унија. Во тоа време многу по-развиените, многу по-подготвени држави и кои се во многу подобра општа состојба од Западниот Балкан, нивното зачинување се постојано попречува и отежнува. Председателката на државата вели дека нема проблем на самитот на НАТО во Хаг да разговара со бугарскиот премиер Желјасков, ако не допатува Радев. Видете, не сме предложиле ние на господинот Желјасков за да биде потврдено. Туку, веројатно, тоа е нешто што ако е предложено од европска страна, значи од председателот на Европскиот совет, тогаш оттамо треба да дојде. Тоа. Инаку јас сум спремна за разговор со господинот Радев. Неколку пати сме се виделе. Тој ги знае моите ставови, нашите, национални ставови. Ги знае и господинот Антонио Кошта, ги знаат и останатите. Значи, јас секогаш велам дека може да дојде време да дојде до израз европската креативност. Предлог препораките за македонските учебници од 7 одделение, како и за евентуални заеднички чествувања, била тема на разговор на 36-та средба на заедничката историска комисија помеѓу Македонија и Бугарија, што денеска се одржа во Скопје. Во врска со предлог препораките и повторно до израз дојдоа различните погледи и сваќања што се однесува до евентуални заеднички чествувања, се разговараше принципиелно, а не по конкретни предлози, соопшти македонскиот тим од комисијата. Без оглед на различните пристапи и мислења, македонскиот тим од комисијата, како што нагласуваат, настојува на проактивен курс, при тоа залагајќи се за изнаоѓање конструктивни и одржливи решенија, базирани на позитивните европски практики, со заемно почитување на правото на различна прецепција кон минатото. На средбата бил потпишан и записник од 29-та средба од февруари, ланцни, и била утврдена динамиката за работа во второто полугодие. Вчера, кога беше најавен состанокот на комисијата, како тема на разговор, освен учебниците за 7 одделение во земјава, беше посочено и можноста за заедничко чествување на Гоце Делчев. Досега комисијата усвои препораки за заедничко чествување на 5 историски личности: светите браќа Кирил и Методи, свети Наум Охридски, свети Климент Охридски и цар Самуил.
Последните вести се во 23 часа, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.